Третманот на отпадните води и понатаму представува сериозен предизвик за многу општини и јавни комунални претпријатија во државата. Во моментот, на територијата на целата држава функционираат само 17 пречистителни станици, а мал дел од нив работат според современи технолошки стандарди. Загрижува фактот што дури и поголемите урбани центри во државата, како Штип, Велес, Битола, Тетово и Скопје, се уште немаат изградено пречистителни станици. Непостоењето на функционални пречистителни станици резултира со испуштање на отпадните води директно во реките, без никаков третман, што представува сериозна еколошка закана. Едно од алтернативните решенија што се разгледуваат е третманот на отпадните води со помош на микроорганизми, кои природно се хранат со органската нечистотија, со што водата се пречистува на еколошки и одржлив начин. На пазарот веќе постојат приватни компании кои нудат услуга за биолошки третман на отпадни води, вклучувајќи и оние што се создаваат од страна на домаќинствата, здравствените установи и индустријските капацитети. Во насока на поддршка на вакви решенија, заедницата на практичари за отпадни води се представи пред академската заедница на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Целта е обединување на стручните лица во една заедница со цел заеднички да се работи на иновативни решенија и поддршка на јавниот сектор. Во рамки на средбата беа разгледани и лабораториите на Штипскиот универзитет, кои располагаат со современа апаратура и потенцијал за научно-истражувачка работа во областа на животната средина. Можеме во повеќе сегменти да влеземе во овие нови технологии и истражувања, за дали да гарантираме дали може да ги имплементираме во нашите системи и со знаење како факултети, со лаборатории, се во смисол наедноставно да кажем да го оптимизираме процесот и да покажеме дека тоа навистина нуди и нови решенија, меѓутоа нуди и заштита и пред се нови аспекти на заштита на животната средина. Според професор Лепиткова, за реализација на пилот проекти во оваа сфера е неопходна поддршка од државата, која има пристап до финансиски средства од европските фондови. Се во функција да се воведат нови технологии и нови методи и начини како да се дојде до заштеда, затоа што сите знаеме дека комуналните претпријатија се на некој начин законски обврзани одредени работи да имплементираат, а финансиски не се во можност ниту со знаење практично да тоа нешто го направат. Една од главните предности на употребата на микроорганизми во третманот на отпадните води е и значително намалување на непријатните миризби. Дополнително, бидејќи водата доаѓа делумно пречистена до пречистителната станица, во голема мера се намалуваат трошоците за одржување, репроматеријали и потрошувачката на електрична енергија.